Во 50-тите години истражувачот Керт Рихтер спровела едно денес многу добро познато, но и етички спорно истражување. Сакал да разбере како претходните искуства влијаат врз издржливост. Па земал две групи ставарци. Едните биле диви, додека другите живееле со луѓе. Ги ставил во високи стаклени садови, исполнети со вода и мерел колку долго ќе продолжат да пливаат пред да се удават. Етички спорниот дел. Очекувал дивите ставарци да издржат подолго, затоа што биле посилни, биле побрзи, биле навикнати да преживуваат. Но се случило нешто неочекувано. Речиси сите диви ставарци се откажале околу 15-та минута. Од друга страна, домашните ставарци продолжиле да пливаат со часот. Зошто? Рихтер претпоставил дека разликата не е во телото, туку во искуството. Домашните ставарци целиот живот живееле со луѓе, нивниот мозок веќе имал искуства дека некогаш помошта доаѓа. Од друга страна, дивите ставарци никогаш не го доживеале тоа, за нив оваа ситуација изгледала безизлезна. Рихтер направил уште еден експеримент. Зел нова група диви ставарци, ги ставил во вода и непосредно пред да потонат, ги извадил. Им дозволил на кратко да се одморат и потоа повторно ги вратил во водата. Знаете што се случило? Следниот пат, според описот на експериментот, продолжиле да пливаат до 60 часа. Не затоа што нивните мускули станале посилни, ниту затоа што станале подобри пливачи, туку затоа што добиле ново искуство дека можеби постои излез. И токму тука приказната станува интересна за мене. Затоа што ние не сме ставарци. Ние сме луѓе. Имаме една неверојатна предност. Не мораме да чекаме животот повторно да ни создава нови искуства за да поверуваме дека можеме. Туку можеме свесно да се навратиме на искуствата што веќе ги имаме. На деновите кога сме успеале, на моментите кога сме биле храбри, на луѓето што не сакаат, на предизвиците кои што сме ги надминале, на сите оние мали и големи моменти во кои сме можеле и ќе можеме повторно.